Вонредната состојба во државата и воопшто пандемијата со коронавирусот на светско ниво поволно се одразуваат врз за производството, односно врз откупните цени, поради што земјоделците не можат а да не бидат задоволни. Таква е оценката на министерот за земјоделство Трајан Димковски, при што нагласува дека поради актуелната хидролошка состојба можно е известно намалување на планираните површини под ориз, што требаше да се засеат оваа сезона. Последните 2 месеци негде само по тон цената е зголемена некаде за 200 евра и сега имаме една висока откупна цена, би рекол, што значи дека по тони на тоа и на берзите некаде до 1000 евра е еден тон, толку и се продава, односно се откупува и кај нас. Оној дел што би го рекол за сезонава, не очекувам дека некои анализи што ги имавме од терен што поразговаравме, можно да има помал број засејани површини ова година на оризот, но тоа би биле некаде 5 до 10%, односно некаде до 300 до 400 хектари, барем според најавите. На крај секако дека точната информација ќе имаме преку АД водостопанство, кои исклучуваат договори со самите оризопроизводители. Според Димковски, токму поради намалениот прилив на вода во акумулациите и во реките, има известно задоснување во почетокот на сеидбата на оризот, но сепак тој очекува ова да не се одрази негативно врз целокупното производство. Тоа не би требало да е проблем при одгледувањето и целата реколта која што е за оризот. Секако дека со ваква цена има поголем интерес, предпоставувам, од страна на оризопроизводителите да го зголемат и своето производство, но сепак тоа е базирано и на потенцијалот за вода која што го има самото АД водостопанство, односно зависност од системите за наводнување, бидејќи знаеме како е производството на ориз. Среќа ние имавме во последните месец и пол обилни врнежи, односно имавме дури и снег во овој период, каде што информацијата ми е дека поголемиот број на брани веќе се исполнети, односно го имаат оној дозволен, би го рекол јас во овој случај, минимум за отпочнување на наводнување. Знаеме дека некои брани се повеќе наменски, односно се користат и за наводнување и за снабдување на градското население за пиење на вода, секако дека предно се даваат на граѓаните, но сите оние системи други кои што ги гледавме празни до само пред 2 месеци, веќе состојбата е сменета. Така да не очекувам некое намалување на бројот, туку би рекол со политиките и плановите и во наредните години очекуваме и како зголемување на површините кои што ќе бидат наводнувани, а секако ова е една обврска која што следејќи ги климатските промени и обврските мора да обезбедиме доволно вода за да имаме доволно храна. Министерот за земјоделство рече дека и покрај влошената хидролошка состојба и проблемите со стартот на сеидбената сезона, сепак ќе продолжи инвестирањето во изградба на нови и реконструкција на постојните објекти за водоснабдување на ниво на цела држава.